Добре дојде во Магична сцена за Ивана Карамфиловска. Здраво, Ивана, добро им дојде за прв пат во Магична сцена. Здраво, Александра, мило ми е. Ние сме комши и ти од мала си доаѓала во зградата моја и си тропала на врата и си пеела Коледе леде. Тоа сигурно. Знавме тоа. Сега го разбравме дека така. Сега, да. Во центар живееш, инаку си вработена во театар комедија, вработена си како костимограф, веќе 6-7 година, како оди тоа? Не, 5 години сум во театар комедија, да. Почетоците, кога беше мала, знаеше дека ќе бидеш нешто поврзана со театарот или си беше насочена кон сликарството или како одеше твојот пат до ликовната академија? Па, од секогаш бев креативна и многу сакав да цртам. Може би татко ми беше единствениот виновник што отидов нели по тој пат, бидејќи тој по струка е дипломиран економист, меѓутоа целиот живот свој го посвети на уметноста, музиката и сликарството. Твојот татко е Драган Карамфиловски Бојс, да им кажеме на... Да, Бојс ми е татко и сум многу горда поради тоа. Твојата сестра исто во уметноста, но таа отиде во музичките води, некако го наследи татко ти за кратко. За кратко, да, и ја малце се пробав во музичките води, ама си остана верна на оној другиот дел. Да кажеме за се... Во еден момент сакав да се запишам на право и тој дојде со една дебела книга и ми рече: "Ајде прочитај 3 страни од ова и кажи ми дали си ти за ова или си за повеќе за уметност." И секогаш ми купуваше некои убави четки, штафелај и така натаму. Мислам, го негуваше тоа кај мене и така и испадна. Се запишав на факултетот за ликовни уметности и уживав цели 4 години. И потоа постепено некако почна се надоврзав на ова. Може би од секогаш сакав преминетата уметност малце повеќе. Да те прашам, јас имам 2 деца, син и ќерка. Синот беше многу талентиран за цртање уште како детенце мало и црташе, не знам, тие супер јунаците во различни бои, во различни движења. И кога отидов кај учителката, професорката негова од 5 до 8, таа само кога ги виде вика: знам, за дете јасно ми е што е како и во кој правец треба да се развие. Дали кај тој после тоа отиде во Америка и скроз друг пат фати, значи нема врска со уметноста и со сликарството, но кажи ми кај тебе уште од мала беше талентирана за бои, си црташе цело време? Да, цело време имав една другарка која живееше во истата зграда со мене, се викаше Олја. И цело време цртавме заедно, најчесто еднорози беше темата, омилена. И тоа продолжи низ годините. Значи во основно имав една наставничка која што ми беше омилена, Варвара. И таа некако ме насочи, па идев понад превари, освојував нели места и така натаму, и така цел живот ми се провлекува таа креативност. Каде учеше основно? Во Гоце Делчев. И завршуваш основно, средно образование, почнуваат оние пубертетски денови. Многу интересно е кај вас уметниците, што облеката ви е поразлична од нас што не сме уметници, да речем. Може да оди во екстремизам, а може и да оди во тотално друг правец интересен, кој што го нема, да речем, присутен во нашите простори. Каде ти се движеше во однос на боите и во однос на моделите кои што ги носеше ве како средношколка? Па, не мислам дека се разликував многу од останатите мои врсници. Значи го носев она што беше тренд во тоа време или што имав сватено дека добро ми стои. Значи ништо посебно не... Секогаш внимавам на својот изглед, ама не мислам дека оде во некој екстреми, да. Верица, твојата сестра, беше на Евровизија и беа многу убаво облечени. Кој им го смисли облекувањето нивно тогаш? Ношпал мислам дека беше и Розе Трајчевска, да. На настапот за Евровизија нивен беше дизајнот, има навистина впечатливи костими. Ти си помала од сестра ти, така? Да, 2,5 години сум помала од Верица. Што беше тоа за тебе тогаш сестра ми на Евровизија? Сите ја познаваат, тие беа омилена група, 4 сладки девојки и девојчиња, да речам. Ти помала од нив, како другарите твои го прифатија фактот дека ти си ќерка на една од најпознатата четворка во моментот во македонската музика?
Па бев среќна, бидејќи јас отидов таму, нели се прошлата во Шведска и навивав, нели, како и сите останати, за они беа девојчиња. Значи Верица тогаш имаше 16 години. Таа беше од секогаш талентирана, значи си ја сакаше музиката и бевме сите среќни дека стигнаете до таму, до Евровизија. Кажи ми, ти напомна дека и ти си се занимавала или си пробала со музика да се занимаваш? Кога беше тој, колку кратко беше тоа? Па мојата музичка кариера заврши во 95-та отприлика. Почна во 94-та? Така нешто, да. Ама имам еден хит Live Story, може го знаете. Да. Уште од мала тоа татко ти те насочуваше или? Па ние цела фамилија растевме со музика, бидејќи студиото на татко ми беше како еден дел од нашиот дом и значи имаше период кога буквално извира од него, како река, сите тие детски хитови. Подоцна имаше и Старс фестивал, да. И така што ние цело време растевме со музиката, неговата инспирација за сите тие текстови, песни беше најчесто инспириран од животот на мојот и на Верица. И така што имав многу убаво и среќно детство, прекрасни родители. Тоа. Се што може да посека една девојче. Дорека сме кај Верица, темава уште да ја затвориме. Верица веќе не се во Катар живее, не се занимава со музика? Не се занимава со музика, живее во Доха, во Катар и има 2 прекрасни дечиња. Нека се живи и здрави, поздрав до Верче. Се враќаме кај тебе, значи завршуваш средно, се запишуваш на ликовна уметност, ти се допаѓа факултетот, како одеше студирањето еве? Што значи студент да студира ликовна уметност? Кои се неговите обврски, кои се неговите испити, што се прави за време на тие 4 години? Па за време на тие 4 години ги учев сите техники од цртање, сликање, вајарство, графика. Значи студирањето ми е едно како го памтам како едно уживање. Значи беше преубаво, бевме преубава класа која што се дружевме и останавме во повремени контакти, да. И не знам, кога ќе ми текна на тоа, сум вака насмејана и сваќам дека многу убаво си поминав за време на студиите. После студиите, некако постепено и случајно имав другарка и се уште ја имам, тоа бе Нина Николич, која што студираше на ФДУ. И додека ги спремаше тие студентски представи, многу чисто другарски ми бараше од мене да ги нацртам скиците за костимите на представата, дипломска, ваква, таква. И јас го правев тоа за неа, за некако постепено да влезам во тие води и да ми стане како мојата омилена работа. Стварно ми е многу убаво. Да. Ти како идам на работа. За време на факултетот си одеше да гледаш представи во Маната, во театар комедија, во драмски? Сум ја сакала театарската уметност и често одев на представи на низините, тие дипломски и студентски, да. Кога беше преломниот момент, што се случи за дефинитивно да го одбереш дека ова е твоја работа, дека ќе се занимаваш со костимографија и дека ќе се занимаваш со театар? И па како што кажав, нели, како што напоменав, тоа беше постепено. Како што она режираше, јас превземав, значи, ја превземав костимографијата и имав некои, како беше, околу 11 проекти пред да се запослам тука. Значи, околу така нешто, 11 авторски костимографии изработено и подоцна кога дојдов тука имам уште 9, од која сум во театар комедија. И тоа. Ивана, што значи да си главен костимограф на дадена представа? Затоа што, зборувам главен, затоа што понекогаш има еден костимограф на една представа, а понекогаш има и асистент на костимографот на дадената представа. И што значи да си асистент на костимографот, кога веќе го спомнавме и тоа? Да си процесот, да го кажам како изгледан процес, како да. Значи на почетокот се чита драмскиот текст и заедно со
со режисерот се договара, значи која епоха, односно дали ќе биде современа и во кој правец ќе се развиваат костимите и костимографијата. Подоцна, мене ми се најважни тие читачки проби, кога кога јас го читам текстот дома, некако подругачија го доживувам, меѓутоа кога ќе дојдам на читачките проби, секој актер си има една своја, која што му дава една своја нота на ликот и баш на тие читачки проби се градат карактерите на секој од ликовите. Подоцна следи, значи, она каде што јас ќе ги нацртам скиците за костимите и со договор со сценографот, останатите членови на авторскиот тим и режисерот се избираат скиците, се избираат тоновите, боите кои што ќе бидат застапени на представата и подоцна потоа иде делот каде што се набавуваат материјалите, набавка на материјали. Потоа следи еден период каде што не спиам, додека се постават знам тој период. Сцена, значи вака ноќе ќе легнам и ми се мешаат во глава сите бои, сите значи се на сцената, во таа сцена кои све ликови се, кој што би носел и потоцна се носат, значи, материјалите по шнајдери. Имам машки и женски шнајдер, значи кој што ги шие машките костими и женските, тоа се Јуле и Тасим. Со нив работам. Тие се вработени во театрот? Не се, тие се мои соработници и сме веќе како тим. Со нив сум 10 години и преубаво се разбираме, значи мислам дека не би била јас без нив, бидејќи сето она што ќе го замислам и посакам и ќе го нацртам на скица, тие ми го изведуваат и остваруваат и сум бескрајно благодарна дека ги имам. Додека трае процесот на шиење, јас ги набавувам останатите работи кои што треба да се купат, нели, детали и така натаму по предавници и подоцна ги предам костимите некаде 7 до 10 дена пред да влезе публиката, значи пред премиерата, за да можат актерите да ги осетат костимите и да го дооформат ликот во целост, бидејќи јас сметам дека костимот многу значи за улогата на еден актер. И потоа си уживам во гледалиште кога ги гледам. Тогаш се гледа дали се функционира, дали нешто треба да се скрати, отфрли, додаде или така натаму. Ке сакаш уште? Кейка Плуп. Витаминка. Во денешно време ние можеме се да набавиме и преку интернета, можеме и во продавници да одиме да купиме се. Дали, например, нема тоа да се купи, па мораат да ги шијат тие костуми од дела, не знам што, или она што го нема се шија, она што го има се набавува од продавница. Зборувам, а чевлите сигурно ги купувате. Така е. Па различно е. Сепак ја мислам дека се што е сошиено, значи е сошиено е за самиот актер, значи по негова мерка, според улогата, значи го нема. Го нема во продавниците, нема да се случи некој од гледалиштан или да е слично облечен или така натаму. И сепак е потеатарски. Меѓутоа има представи кои што бараат, еве да ја спомнам последната премиера што работевме во театар комедија, Па Распар, под текст на Нил Сајмон, во режија на Нина Николик. Во таа представа се случува во сред јули и актерите неколку пати низ текстот го споменуваат тоа дека е многу жешко, дека се потат и така натаму, а ние ја почнавме, значи, да работиме во јануари. И беше проблем за барем кај нас е тоа проблем во продавниците да се најде летна гардероба. И така што се снаоѓав, требаше нешто да се шие, а
костимите треба да бидат многу секојдневни и обични, бидејќи се работи за една група на другари кои што седат дома и играат покер. И тие треба да бидат облечени баш секојдневно, како да се дојдени нели од дома. Тоа беше замката, а треба повторно да изгледаат како костими. И тука малку ми беше искрено тешкичко, меѓутоа ги изгледав хенговер Сексот и градот и ми текна дека тие треба да бидат сосема различни, а нешто да ги врзува, пак да бидат нели група другари кои што нешто ги поврзува. И така што тие се сите многу обични, меѓутоа ги ловев карактерите и се на некој начин сите различни и треба да дојдете да ја погледнете. Убава представа испадна. За гледачите да ви кажам, Ивана сега гледате релаксирана, мирна, вака се зборува убаво се. Кога е во процес на припремање, сме се слушале неколку пати, таа избезумена. Леле, Александар, ова сега го правам, ова го правам. Цела е под стреса, сега ја гледам и баш едно... Да, сега делуваш супер релаксирана. Искрено имав малку тремичка, бидејќи некако поубаво се осеќам кога сум зад камерите, зад сцената, тоа е мојот омилен дел. Добро, камерите, знаеш како и тоа се учи. Со тек на време кога си цело време пред камера, тоа ќе ти дојде секојдневие. За вас нормално дека секојдневие се боите, материјалите, облекувањата, кое што па за некој друг би било стресо тоа да треба да го прави. Секој си има своја област каде што се пронаоѓа, каде што се чувствува најудобно и најдобро. Така е. Се надевам дека ние ти правиме услови да се чувствуваш убаво. Еве тука имаме цвеќе, одма го доби, сокови. Иако што треба, да. Кажи ми за, значи почнавме за костимографијата, како се припрема и ако се работи за главниот костимограф. Што прави асистентот на костимографот, доколку ти не си главен костимограф во дадената представа? Така, јас имав среќа 4 пати да бидам асистент на врвни костимографи. Еднаш работев со Елена Дончева како асистент, 2 пати со Александар Ношпал и еднаш со Мирјана Загорец од Хрватска беше костимографка. И бескрајно сум среќна и задоволна што ги имам и до ден денес како пријатели и секогаш кога ќе се збунам или ти кога ќе речеш ме фаќа паника за нешто, знам да му свртам на Ноки или на Елена и да ме посоветуваат и да ме насочат и значи тие безрезервно го дава своето искуство и сака да научам од нив и навистина многу научив бидејќи како што е искуството, мислам дека ништо не е толку вредно. Да. И што значи асистент на Ношпал? Асистент на Ношпал, значи тие 2 месеца бевме ние како фамилија. Он знаеше кога децата ми заспиваат, кога ручаме дома, кога не ручаме. Тоа значи по цели ден бевме заедно. Буквално ако не бевме заедно, бевме на телефон. Си препраќавме слики кој каде видел нешто, како да се искомбинира кошулата со краватата, кој на сцена ќе носи зелено, на кој му стои портокалово и така натаму. Заедно сме за време на целиот процес и додека се пробите и додека е набавката. И буквално си уживкавме, конкретно за Ношпал зборам. Значи, за Илуминати се случи, он беше во Кина, мислам дека, беше и во различна временска зона и така натаму. И му се јавив една вечер, викам, Ноки, помагај, вака и вака. Заглавив и стално е тука за мене, за да ми помогне, да ме ислуша, бидејќи некогаш тоа што го правиме ние, значи не е доволно на лазе дома да му го кажам, туку треба некој што поминува низ истото и што се бави баш со таа работа, за да ме, ако ништо друго, свати. Ношпал исто го имам гледано на дело, вака е релаксиран, се зборува, но го имам фатено дел кога треба да се подготвува за една представа и кога го дотерува костимот. Тоа беше нервозен цел, нешто шпенаглите ги зема, ги реди, ги прави. Шо е ова? Уште неколку дена имаме, ова не е готово. Како треба сега? Наборите вака. Значи тоа вашата работа не е воопшто леса како што кога ја гледаме ние.
ги купиле кошулите, го купиле оделото, ги знаат боите, знаат да ги експериментираат со боите и убаво тоа им оди и лесно тоа се случува за еден ден. Да, јас му се восхитувам на Ношпал за тоа што го работи и како го работи. Тој работи не само во Македонија, туку и надвор, во Русија, во Германија, во Кина. Пред 10 дена мислам дека заврши некој проект во Кина и значи тој е мајстор во тоа што го прави. Сега да ми е тука би го изгушкала. Поздрав до Ношпал. Кога кажавте за Ношпал дека надвор од нашите граници работи многу често, исто и ти имаш излезено од Македонија, си работела во Босна, така? Да, во Зеница ја работавме од тело, во режија на Нина Николик. И Има побајаги захтевна, да речам, костимографија во отела. па има, да, има доста убави костими, сам убави. Се работеа тука во Македонија се шија, да, така правев ја, бидејќи сакав да се задржам доследна на мојот тим. И тука во Македонија се шија, таму одев за проби, за со шнајдерски проби и така натаму, кои што ги правев тогаш сама за прв пат. Како ги пренесуваше? Беше се враќав со автобус сама со куфер полн со костими и уште еден куфер мој што беше и патувањето траеше нешто 9 сати, цела ноќ, така нешто беше. И знам дека застануваше на многу во некои места, да, и ми беше многу стрес дека кога ќе го отворя багажникот од автобусот да не ми ги земе некој костимите. И ја искачав до надвор за да проверам, пошто знаев дека имам уште 10 дена за да ги предадам. И да, проверував дали ми е тука куферот и среќа се заврши преубаво. Се користам многу и материјали за таа представа, значи беа и во останатите представи гледам да користам само природни материјали, значи ако дезинот повеќе ми се свиѓа на нешто што е синтетика или природен материјал, секогаш го избирам природниот материјал, бидејќи сакам актерите да се чувствуваат пред се удобно во тоа што го носат и не знам, по естетски ми е не свети тој материјал, е природен. Да. Ивана, ова не ми кажа, кошулата, например, ако е жолта, иако ја нема во продавница, ја прават кошулата овие месторите што работат со тебе? Да, се што не може да се најде, пробувам да го најдам како материјал и тоа да се изработи. Да. Кажи ми, од кога дојде во комедија, што се смени? Нешто се смени во однос претходно што го имаше кон театрите или остана се само продолжение? Па, од она што го работам е како продолжение, меѓутоа станав посреќна. Бидејќи бев во постојан работен однос и бидејќи влегов во еден од најпродаваните и најдобре, за мене најдобар театар во моментов е театар комедија, каде што има прекрасна актерска екипа, каде што секоја проба е со мерак и со песна одиш на кај работа, бидејќи се многу забавни пред се пробите. Они се уиграни меѓу себе и прават многу смешки и многу убаво се поминуваат, значи секојдневието поминато со нив е преубаво. И ми се отвори една можност да работам со разни режисери. Со многу режисери, затоа што овдека има многу представи. Значи, за ова време додека сум тука тие 5 години, имам сработено 9 авторски представи и уште 4 асистент. И некој за 15 години ќе му е многу тоа да го направи во другите театри зборува. Секој режисер си има различен пристап, што би рекла јас, некој свој ракопис, тоа како го прави. Некој дава индикации во врска со костимите, некој ми ја дава целата слобода да го направам како јас сметам. И секое ново искуство е убаво. И некој од нив воопшто не ги познавам претходно, ќе ги запознам во самиот процес, некои се знаеме долго време и тогаш е малку полесно да се разбереш, да ако го познаваш и приватно режисерот е малку полесно да
да дојдете на она исто што го замислувате и што го сакате. Например, со Нина ми е нели другарка од прво оделение и со незе некогаш не ми се потребни ни зборови за да се разбереме што сакаме двете. Значи една гестикулација или нешто да знаеме дека на некој од нас не ни се допаѓа тоа. И тогаш е полесно. Сакаш да кажеш дека ти ги знаеш сите продавници во Скопје или низ Македонија за секој се што продави и што има на располагање во моментот? Ги знам, да. Ги знам, бидејќи се случувало, значи веднаш ми се случи да работам 4 представи во рок од неполни 6 месеци. И тогаш ги имав свртано буквално сите продавници и точно знаев и нели го работам ова повеќе од 10 години и ми се случило да дојдам на родителска кај моето детенце и да знам сите родители од каде се облечени. Да. Така што да, ги знам и многу често сум во искушение, значи додека шетам у продавници, бидејќи сепак сум женско, нели сите ние сакаме да си купуваме нешто, во искушение сум дали да си ја купам уште ова, не, да не претерам. И така. Што им кажеш, ова ти од Вајкики, ова ти од Зара и така на... Па, у себе си го кажувам тоа, да. Кажи ми, кога ги спомнавме децата, имаш 2 деца, колкави се? Да. Нина има 5 години, а Јана има 10 години. Имаат осет за бој? Да, имаат осет за уметност пред се. Сопругот, со што се работи, дали е поврзан нешто со уметноста? Па и тоа е поврзано со уметноста, да. Тој има видеопродукција, партнери се со Чедо Поповски и пак е на некој начин поврзано со уметноста, да. Доаѓа на премиерите и што вика, костиме си ги направила жено, фантастично. Не, ностоп наоѓа замерки, он е малце таков по природа. Да, и да, ме следи во се што работам, ми е голема поддршка, морам да кажам, и доаѓа на секоја премиера. Работниот ден ти е од сабале до ноќ? Понекогаш? Да, понекогаш, значи, имаме проби и кога е во процес представата, значи се случува да не доаѓам од сабајле до вечер. И да знам и со ќе грабнам Нина, пошто не ме држи место дома, знам дека не сум ја видела таа продавница, да ја фатам за раче и викам, ајде да се прошетаме. И она стално вика, мама, ова е за представа некој или за нас го гледаш? Да, знае некогаш да нема стрикно работно време и да тоа трае и по цел ден. После толку представи направени, представи направени, имаш ли некоја представа која што костимографски би одвоила како твоја најдрага? Па, веројатно, тоа е како мајка која има повеќе од едно детенце да се праша кое дете најмногу го сакаш. Сите представи ми се драги и ги имам изработено буквално од срце, бидејќи си ја сакам мојата работа. Но една би издвоила, не по дека е нешто посебно, туку затоа што мене ми се случуваше во тој период нешто посебно. Тоа беше представата Галеб во Македонскиот народен театар и за време на читачките проби ја бев бремена 9 месец и се нафатив да ја работам таа представа додека бев на породилно. Значи Нина имаше 3 месеци, бебенце од 3 месеци, а дома имав уште едно детенце кое што се бореше со љубомората нели на доаѓањето на новиот член во семејството. Но и покрај тоа, значи се нафатив и беше голем предизвик за мене, бидејќи се работеше за големата сцена во Македонскиот народен театар и се работеше со врвна актерска екипа. И успеав некако да ги изменаџирам тие две мои омилени работи, нели, мајчинството и она што е професијата, нели, која што си ја обожувам. Ама бидејќи ностоп додека сум во процес мислам на тоа и цело време додека ручавме дома, кажував, тој ќе биде во портокалово, другиот ќе биде во плаво, значи го зборував тоа по дома и во еден момент додека ручавме, го видов Јане како си игра со едни војничиња. И во тој момент почна да кажува: Никола Ристановски го напаѓа Емил Рубен. И
тогаш се фатив дека сум претирала. Меѓутоа успешно се заврши и да, и се е кој што треба. Ивана, ти благодарам многу што ни беше дел од Магична сцена. Уживав во оваа емисија. Впрочем, уживам и стално кога го гледам твојата работа на сцена. Буквално сите представи се совршено добро направени костимографски. Она што го извојувам кај тебе е складноста на боите и како успешно знаеш да ги скомпонираш сите оние што си одговараат бои, затоа што и тоа е можеби потешко за голем дел од народот да се усклади која со која боја па да излезе. Обично некои ќе промашат па како кловнови излегуваат, некои не се осмелуваат, се задржуваат на еден тон, на една боја за да не промашат, но ти буквално можеш барем на сцената да ги направиш сите добитни комбинации што се однесува до колоритноста и до она што боите може да го предизвикуваат кај луѓето. Ти благодарам, Александра, за убавите зборови и пред се дека ме покани да бидам дел од твојата емисија и се надевам на некое скоро видување. Сигурно. Се гледаме за нови представи, за нови улоги, за нови успешни костимографски решенија. Ти благодарам што ни беше денеска дел. Благодарам и на вас. Имајте убав ден.